КУЦ Гласен текстилец ќе ги разбива табуата за работничките права преку театарски представи. Текстилците, кои се едни од најобесправените работници во државата, според Гласен текстилец, немаат простор за културно и уметничко изразување, па токму тоа и ќе биде и целта на идните активности на центарот. Веќе сме имали некоја комуникација со театарот, уште за соработка со Гласен текстилец. Ќе видиме како ќе пројде тоа на новиот конкурс на Министерството за култура, така што се обидуваме дивната приказна да ја прошириме во други медиуми, поточно во областа на културата и тоа да даде поголема видливост на нивните проблеми. КУЦ Текстилец повеќе од една година се бави со развојот на културно-уметничкото изразување кај работниците, а според Јовановски најважен е импактот, односно влијанието кое ваквите активности го имаат врз развојот на самосвеста за сопствените права. Мислам дека исто како што спомнав ране, огромен е импактот, барем јас мислам од тоа лани, на во која позиција бевме, во однос на видливост и борба и каде сме денес. Тоа е многу важно, да, тоа охрабрување на таа маргинализирана заедница. За КУЦ Гласен текстилец најважна е социјалната инклузија на работниците преку културата и уметноста, бидејќи како што велат, дел од работниците се од 10 до 12 часа на работа и време за социјални активности немаат, што според нив придонесува кон нивна маргинализација во општеството. Првата работничка монодрама во организација на Гласен текстилец ќе биде изведена во скоро време, а од центарот се надеваат дека ваквите представи ќе прераснат во пракса.